Во блокот во 9 часот ни е Јане Стефанов од Аероклуб Скопје. Со него разговараме на повеќе теми, но ќе започнеме на она тема која што веројатно најмногу и ќе го задржи вашето внимание. Многу се зборуваше изминатиот период, особено нашата држава е зафатена од пожари на повеќе места. Се отвори темата кој ги лета авионите за гасење на пожари. Немаме кадар, млад кадар кој што ќе ги наследи двајцата пилоти кои што веќе се во пензија, кои што мора да им се продолжат договорите за да може да ги летаат авионите и да помагаат во оваа состојба. Сега, каква е таа обука која што треба да имаат пилотите за да можат да летаат ваков авион за гасење на пожар, ни открива Јане. Добро утро. Добро утро. Најактуелна тема е сега гасењето пожари и проблемот со недостатокот на пилоти, на млади пилоти. Сите овие пилоти што во моментов летаат се постари, повозрастни ќе кажеме, да не речеме стари. Споменам дека се во пензија луѓето, но сепак вие велите дека се едни од најдобрите и веруваме најдобрите. Тие се не само што се најдобрите, него доаѓаат од еден систем на обука кој порано постоеше во Македонија. Тој систем со одделувањето, одцепувањето од Југославија некако исчезна и веќе подолго време Аероклубот Скопје и Воздухопловната федерација апелира дека ќе дојдеме во ситуација кога ќе немаме пилоти за да ги сервисираат основните функции на државата што ги има и гасењето на пожари како такви. И затоа и ги вратија од пензија, ги извадија луѓето и ги вратија повторно на работа за да се борат со огнената стихија. Потребата веројатно вас не ве изненади податокот како што велите, ние знаевме дека ни недостасува кадар во тој дел, но нас граѓаните се разбира таа информација не изненади и таа информација беше нешто за што многу се зборуваше. Да знаеме дека ете нема млада генерација која што ќе ги наследи тие двајца извонредно стручни пилоти. Зошто? Кој е тој систем кој тие го помина, како дојде, кој не постои сега? Како беше порано. Порано војската ги финансираше големите аероклубови да продуцираат пилоти на годишно ниво и падобранци и едриличари и тие беа обврзани да подоцна влегуваат во воените структури, во полициски структури, некои продолжува за комерцијална авиација, значи летање на овие големи патнички авиони. Меѓутоа имаше многу пилоти од кој можеше од квантитетот да се извади само квалитетот. Конкретно овие пилоти што се од пензија вратени се едни од најдобрите пилоти во Македонија и се инструктори и од нив може да се научи многу. Дупката што е појавена поради недостатокот на пилоти доведува до тоа да сега немаме пилоти. Сега зошто е интересна оваа авиација за гасење пожари што е? Тоа е статистички една од најсмртните професии во авиацијата, затоа што треба да авион полн со вода да го внесеш точно во пожарот и да нели го аплицираш водата, ја фрлиш таму каде што треба. И сега за тоа треба вештина, не е тоа нормално летање на голем авион, него тоа е летање каде што бара многу вештина. За да може таа вештина да се постигне, правилно би било да земеш едно дете од 16 години, почнува да се занимава со едриличарство, како основа на летањето е едриличарството, потоа продолжа со авиони да лета и некаде во неговиот процес на обука, таму кога ќе направи 23, 4, 5 години, да почне да влезе само за ова. Во моментов кога пилотите што се обучуваат, тие сонуваат да летаат комерцијална авиација, тоа значи овие големи патнички авиони, затоа што платите се поголеми, условите за работа се подобри. И сега, зошто би отишол еден кој вложил неколку години од својот живот за да стане комерцијален пилот, зошто би отишол да работи нормално и финансии, мораме и тоа да го споменеме преку 70.000 евра треба да вложи во неговото образование. Станува збор за едно од најскапите образование. Потоа треба да влезе во авион трактор што го крстиле и да влезе во димот за да гаси пожари. За помала плата. Тоа е
Нели нонсенс? Таа е реалната слика, но мораме да ја пополниме дупката со кадар. Кои се позитивните практики кои што некогаш се применувале, а кај нас за жал со осамостојувањето не се задржале? Некогаш давале средства на клубовите, не само финансиски, туку и авиони подобрани, технички средства, нели? И клубовите биле обврзани да направат кадар. И тоа се случувало. И поголемиот дел од пилотите што се уште се активни, сега се на крајот на својата кариера, доаѓаат од тие клубови. Треба да се најде некаков систем да државата помогне на клубовите, повторно да се активира таква некоја помош, бидејќи не се работи за некои огромни пари. За некои 250.000 евра годишно на еден клуб може да продуцира 5 пилоти за авиони, 5 пилоти за едрилица и 10 подобранци за тие пари. Не се тоа за држава, тоа не се големи пари. Меѓутоа, тој систем некаде исчезна и механизмите со кои помага државата се ставени на минимум. Клубовите се оставени да функционираат сами, да се снаоѓаат со некои своји комерцијални работи, да може да функционира, да си ги желбата за летањето да си ја задоволуваат. Имавме многу обиди во минатото да направиме соработка со државните институции. Поголемиот дел од нив се волни да помогнат, меѓутоа никако не доаѓа до оној финален дел каде што ќе кажат еве сега оваа година средства направете го тоа, или ќе намалиме акцизата за гориво, односно ќе исклучиме акцизата за гориво што го употребувате во летањето, тоа би било намалување на цените за отприлика 40%, така да Јане, и тоа е помош. За жал, големината на дупките во непогода се гледа. Колкави се и ги гледаме сите. Се надам дека ова ќе биде малку и будење за институциите, за она што го велите дека се потребни средства од нив. Нели може вие што сте пилотите, нели може да помогнете, или таа е посебна некоја обука која што ја немате вие и вештина која што ја немаат сите, да можете во вакви ситуации кога буквално е непогода и кога мора да се спасува? Највеќе што може спортските пилоти да помогнат во случајов е во лоцирањето на пожарите. Ние имаме и договор со ДСЗ, Дирекција за заштита и спасување, каде што нашите пилоти што летаат, спортските пилоти што летаат, се обврзани да пријават пожари во зачеток и обично сите се обучени да знаат во кои рамки е пожарот или да пратат од слика на одредено место, и тоа го правиме редовно. За веројатно. Да. Тоа го правиме редовно, пошто не на секој пожар може да се реагира, достапност на место, и сите го прават. Еве пред вчера кога леташе наш пилот, пријави пожар каде што е договорено да се пријави. За да може да се влезе и да се помогне на пилотите, потребна е посебна обука. Обуката е прво за летање на типот на авион, второ е за да може, тоа е летање на авион и слетување на вода, тоа е посебна обука, и треба и искуство, бидејќи не можете неискусен пилот да ставите во така сложена операција како што е гасење пожар. За жал може да чини живот. Зборуваме за една од велите вие најголемата смртност, една од делот на вашите професии во гасењето, пилотите кои што гасат пожар, и за жал се ова што ми го кажувате, податок е некако да нема кој да ги наследи, да нема кој да учи од овие врвни стручни лица, 20 се на број. Ако почнеме сега, особено за тоа што ми представувате за каков тип на обука станува збор и за тоа дека искуството го има примарниот елемент, колку те бива за тоа или не, и тоа да не се искористи да се пренесе. Еве, ова нека биде гостување во кое што ќе алудираме и на помладите, но ќе алудираме и на институциите. Рамномерно, во решавање на проблемот. И на, да речеме, и на компаниите од фелата, тоа го викаме ние, како што се од Агенција за цивилна воздушна пловидба, МНАВ, Визер, ТАФ, сите што се бават со авиација, треба да почнат да враќаат на авиацијата, односно да враќаат на клубовите, на луѓето што ги
продуцираме за нивните компании. Да, за кадрите кои што ги продуцирате. Да. Ајде за една тема која што ја споменуваме неколку пати државата, институциите, дека треба во овие ситуации малку повеќе да биде будна и точно да вложи унаму каде што е најпотребно. Зборувавме за вложување во клубовите за да продуцираат кадар, но државата многу добива и се разбира со тоа што се разви на големо еден од да речеме спортовите кој што е предизвик за некој, за некого е страв, но всушност многу домашни и странски туристи стана и параглайдери и падобранци. Сега која е разликата падобранци и параглайдери, убаво ќе ни објасните која е разликата меѓу нив, но нашата мапа е буквално на светската мапа за љубителите на ваков екстремен спорт. Да. Има многу во параглайдерството да речеме летањето на тандем параглайдери е толку развиено на туристичките места да странците доаѓаат и секојдневно летаат од Галичица во Крушево, на Водно доаѓаат, летаат. Целата таа гранка се разви поради тоа што Македонија има одлични услови за развој на ова летање, на параглайдерство. Која е разлика меѓу падобранство и параглайдерство, тоа чисто да го објасниме. Падобранство е кога скокаш од авион и слетуваш на аеродром, а параглайдерство е кога полетуваш од некоја планина и потоа слетуваш доле во подножието, како на пример Галичица, Крушево, Попова шапка, Водно, полетуваме од Водно, има во Источна Македонија, Пониква. Добри места за едно од најдобрите места за летање и најпогодно во услови е Крушево. Скандинавските земји доаѓаат и тука си ги прават нивните државни првенства затоа што условите за летање се добри таму и инфраструктурата што се однесува до хотели, ресторани и такви е погоден во Крушево. Ние преку Воздухопловната федерација на Македонија се обидуваме ова успешна приказна на Крушево да пренесеме, сега до некаде е пренесена и на Попова шапка, но да пренесеме и во Источна Македонија, бидејќи и таму има многу добри... Кои места таму би биле? Пониква, Чупино брдо, има повеќе таму локации. И сега во однос на тоа како иде постапката, не е тоа доаѓаме, го гледаме брдово и викаме сега ова планинче е одлично за летање, него се прави студија за точка на полетување, од каде ќе се полета, дали има пат до таму за да може опремата да се донесе од таа точка, каде може да се слета, ако дуваат различни правци на ветрови, каде имаме слетувалишта различни од различни страни, па алтернативни слетувалишта ако не успееш да стигнеш. И тоа е една студија која се прави за тоа место да речеме еве ова место е добро за летање и може да го користиме. И сега такви студии се прават низ цела Источна Македонија, параглайдеристите од Источна Македонија и го работат тоа. И во тој систем на лига на надпревари што го имаме во параглайдерство, ги организираат на различни локации за да може да ги тестираат тие места и потоа може секој да си лета од тие места. Инаку чувството да бидеш птица и на дохрид, да речеме, е прекрасно, нели? Полетувате од Галичица, целото езеро пред вас, стариот град. Да ви кажам, дополнително ние доле, вака што сидиме на земјата, што ги гледаме горе, како летате, навистина преубаво. Сега не може да кажеме дека дополнително е некоја туристичко уживање, не само и за оние кои што се одлучиле да го пробаат екстремниот спорт, и за сите оние кои што гледаат. Се надам ќе успеете и во Источна Македонија, но навистина ќе се дозаживее дополнително и овој предел. Што им кажувате на оние кои што сакаат рекреативно да се обидат да и двата начини, и со параглайдер да летаат, и со падобран да скокаат? Што им кажувате? Што им е потребно? Им кажуваме дека ние сме... Освен храброст. Им кажуваме дека ние сме организација за исполнување на желби. Значи, и да не се грижат за ништо. Или на англиски тоа звучи можеби по-ово Dream Factory. Така. Затоа што исполнуваме желби и соништа. Секогаш кога ќе дојдат, од секогаш сме сакале, сме сонувале да го направиме ова, да летаме параглайдер, да скокаме од авион. И
се што им треба е желба. Значи, А сега моментално имате обуки кои што ги организирате? Да, организираме обуки во сите дисциплини што се. Значи, организираме падобранство. Колку време траат тие обуки? Различно за секој спорт, но еве, падобранството трае од прилика 3 недели до 1 месец, нели? Добре. Има одредени теми кои мора да се совладаат. Ја тоа им кажувам, не ова како школа треба да ги ставиме петките, па некој ќе нема да научи нешто, ама ќе се спаси професорот, нема, него да прашуваат цело време. Да. И додека не научиме, нема скокање. Значи, дали тоа трае 3 недели, дали тоа 4, 5, се додека не бидат двајца од инструкторите сигурни дека тој ќе го направи безбедно скокот, нема скокање. Исто е и во делот со параглайдерството, таму обуката многу повеќе зависи и од временските услови. Исто е во делот со едрилици летање и авиони, така да сите спортови побаруваат да се совладаат одредени вештини. Најдоброто, односно тоа што се гордееме ние, тоа дека клубовите во Македонија многу ја ценат безбедност. Значи, се посветени токму на безбедност и не правиме работи што се небезбедни, тоа е. Добро, тоа е клучно важно за било кој кој што сака рекреативно. И обуката да ја помине, но и со вас да го доживее тоа искуство. За едно ви да речам, сум малку љубоморна за едно нешто, само за едно нешто, а тоа е дека можете да ја гледате убавината на Македонија од перспектива на птица. Велите, нема ништо поубаво да летате како птица. Ја немам таа храброст да летам како птица, но уживам кога сум патник во авион. Да. Вие успевате да уживате додека го пробувате авион? Различно е чувството. Македонија е прекрасна земја за летање во спортот. Летање од авион од една од точка А до точка Б е едно, ќе дзирнете надвор. Меѓутоа, низ прозорче, нели? Меѓутоа, кога се занимавате со летањето како спорт, тогаш да направите прелет подолг со параглайдер, да отидете од една планина на друга, да дојдете, да идете што е можно подалеку. Еве, сега заврши државното првенство во параглайдерство, каде што огромен број параглайдеристи полетува и праве огромни дистанции. Значи, останува во воздух по 4-5 сати за да стигнат до местото. Еден полетал од Крушево, завршил во Преспа, така да и сето тоа што го гледаат и сето тоа што го прават е едно уникатно доживување кое може само еднаш во живот. Пилотот да го доживее. Да, се радам дека никој бар еднаш во живот кој што сака да го доживее ќе си го возможи тоа. Благодарам, Јане. Благодарам за гостувањето.